Потенцијалните негативни влијанија врз животната средина од работата на рудникот Иловица во фокусот на советничките прашања во општина Босилово, каде присуствуваа и представници од Евромакс. Најголема загриженост постои околу користењето на цијанидот во процесот на прочистување на рудата, зашто од Евромакс тврдат дека целиот процес е затворен и безбеден за околината. Значи се користи кислород, практично се оксидира тој раствор и на тој начин се уништува 99,9% од заостанатиот цијанид. После тоа уништување на цијанидот, тој раствор се носи во згуснувач и остатокот од тој згуснувач се депонира на хидројаловиштето и концентрацијата на цијанид во хидројаловиштето е околу 40 пати пониска од законски дозволените концентрации кои што се пропишани во Република Македонија. За советничката група на СДСМ не е исклучена можноста ниту за распишување референдум за отворањето на рудникот. Представниците на Евромакс тврдат дека работат согласно регулативата во државата и ќе ја почитуваат и волјата на граѓаните. Доколку вие држите референдум и тоа го направите во форма во која што во Македонија се прават работите, апсолутно дека ние ќе ги поштуваме и ќе работиме согласно прописите. Само ние сепак работиме согласно регулативата, концесијата, минералните ресурси, како што кажа Драги, работиме во една уредена атмосфера, така да ние ги поштитуваме сите иницијативи на населението и доколку вие преземете иницијатива во форма во која што се прави тоа во Македонија, апсолутно дека ние ќе почитуваме. Евромакс треба да почне со работа наредната година. Најавената инвестиција за изградба на рудникот е околу 500 милиони американски долари. Во рудникот за злато и бакар треба да се вработат околу 400 лица.